Ово е основен закон и клучен закон во медиумските реформи во Република Македонија и токму затоа веројатно и овој историјат на подготовка на текстот и дебатирање уште од периодот на пржинските преговори. Она што е специфично на законот, кога таму се водеа преговорите, тогашната владеачка партија, сега опозициона, велеше дека на Македонија и е применливо било кое решение од било која европска држава и дека едноставно ако сакаме некакви промени во медиумската сфера може да се примени било кој закон што на тие работни состаноци четирите политички субјекти ќе се договорат дека е најблизок до состојбите во Република Македонија. Меѓутоа, состојбата тогашно во Република Македонија беше екстремна и специфична и токму затоа овој закон ја одразува таа состојба и при тоа неговата содржина во суштина оневозможува во иднина ниту една политичка структура да има сериозно влијание врз регулаторното тело, врз јавниот национален радиодифузен сервис, поточно врз состојбата на слободата на медиумите и слободата на изразување. Ова го спомнувам затоа што законот уште еднаш потенцираме специфичен и е прилагоден на условите во Република Македонија. Начинот на избор на органите и телата на Агенцијата за медиуми и на Македонската радиотелевизија беше долго дебатиран и дискутиран. Прито овде, веројатно сте погледнале, се утврдени критериуми кои што треба да овозможат конечно целосно професионализирање и било каков сомнеж да оттргнат од било каква можност за партизирање на овие тела. Во минатото имавме сериозни проблематични искуства, не би сакал да ги повторувам, но законот сега ја дава шансата конечно еднаш за секогаш политиката, но и центрите на моќ да ги тргнат своите раце од медиумите и да немаат влијание врз она што значи медиумска индустрија.